Кристијан Шемковски Шемко од Скопје е автор, визуелен уметник, предприемач и иден советник, односно тренер за личен раст и развој. Мој денешен соговорник во најновото издание од емисијата од своја страна, токму на фреквенцијата на телевизија Сонце. Почитувани гледачи, се надевам дека добро се одморивте после празниците, добро си поминавте за новата година и еве со нови сили, со нова енергија ќе започнеме со новите инспиративни изданија од емисијата од своја страна, токму на фреквенцијата на телевизија Сонце. Но да не должам многу во најавата, јас овде би го поздравила мојот денешен соговорник Кристијан. Како си? Ти благодарам што ја прифати поканата. Фала многу, супер се осеќам многу позитивно. Да. Така, ние се договаравме нешто и пред Нова година за ова наше интервју и многу се радувам што еве токму се договоривме да го оствариме овој наш разговор. Се надевам дека ќе бидеме доста инспиративни и интересни за гледачите и дека ќе го задржиме вниманието. Кристијан Шемковски или Шемко, ајде, кој е Кристијан од своја страна? Моја страна, мислам дека Кристијан е тип на човек што постојано сака нешто ново да прави и има некоја мала блага биполарност која што на добар начин ја користам, што се однесува на кариери, многу кариери имам сменето во мојот живот, така да од секоја кариера по нешто научив и мислам можам да кажам дека сум мултидимензионален човек. Да. Така, ете, еден убав усврт за самиот себе. Јас впрочем и те најдов од препознавајќи те во книгата, да, Црната овца или твоето преводело. Зошто Црната овца, Кристијан? Црната овца, бидејќи, ајде кажам вака, малку поопширно, во моето семејство јас сум најмал по редослед, нели, имам брат и сестра, да, и секогаш бев тој што, нели, крив за се, ќе скрша чаша, јас сум крив, значи, од таму доаѓа тоа црна овца, меѓутоа, тоа мислам дека, кога сум возрастен, веќе во возрастниот свет, црна овца е некој што постојано нешто ново сака да прави, нешто сака на нов начин да ги преработи, да ги уруши оние стари начини на работа и да почне нешто ново. Црната овца е некој што секогаш покажува со прст кон него. Сега тука велиш како се открив себе си благодарение на анксиозноста, зависноста и неприфаќањето од околината, за кого се е наменета Црната овца пред да почнеме да ја начнеме твојата животна приказна. Автобиографска дела. Така, нешто семи автобиографска, ама генерално мешана е со животни лекции што ги научив, така да и мојата биографија кажам, но и лекциите што ги научив од уличната школа. Добро, за кого се е наменета книгата, кој се може да се пронајде и што може да се научи од ова парче душа твоја? Таму сите што они поминуваат низ некоја психичка криза, да речеме. Сите поминуваме дефинитивно, мислам дека во 20 во денешно време, да. Ете така. За нив е најмногу наменета, меѓутоа има и за луѓе кои што сакаат да видат како настанало тоа анксиозноста, како се решава анксиозноста, што може да се научи подлабоко. Значи ова е само Црната овца е само зачинот, шлагот на тоа. Дека не сме сами можеби, дека така, ама подлабоки структури се во книгава кај што се објаснува за однос со луѓето, за нашите врски, интимни врски ваму таму, нашата кариера, како тоа се поврзува на една индивидуа, како оклоп некој му доаѓа. Би рекол дека за секој човек кој што го интересира книгата личен развој. Да. Ќе се навратиме повторно на книгата нешто подоцна. Многу млад се почнуваш да им прекосиш на општествените норми, можеби на семејните норми, дури на 16-17 години. Велиш дека си почнал да работиш, толку млад. Се ти е ново, се ти е интересно, сакаш да истражуваш, меѓутоа малку скршнуваш од тој пат, па тука почнуваш со оние познати пороци на 21 век. Меѓутоа, она што е добро и што е убаво да се слушне е дека еве еден млад човек се изборил со сето тоа и денес живее нов и би рекла еден прекрасен инспиративен живот од кого што можеме да се огледаме. Како се движеше тој пат, Кристијан? Па вака кога почнав во средна школа имав проблеми со авторитет и така натаму, не можам да трпам ништо во школата, оценки, начинот на оценување, нели, сидетме или си паметен или си глуп таму, нели? А уствари не е школскиот систем, не е за секој човек. Ти ќе кажеш во еден наврат дека уличното школа е многу повредно од ова. Така, како ќе го прокоментираме тоа? Па видите, ако сте доктор, нормално мора да завршите, нели, за да лекувате луѓе. Ама ако сте како мене слободна птица која што сака да истражува на своја рака, онда мислам дека школото можеби ќе ги зароби тие души креативни во таква една лоша средина, би рекол за мене, така да морам да најдам излез од тоа и потом да работам на таа возраст 16 и отидов во Австралија, работев втора година средно напуштив и отидов да работам таму и се случи оној
возрастен свет, но многу порано од созревањето. Малку порано си пораснал. Па на некој начин, да, можеби тоа е и добро и не е, пошто нема детство, да речеме, некој така да искачам, бев многу одговорен, да. Меѓутоа, тие пари што ми дојдоа наеднаш на таа возраст, многу ми се преплавија мене емотивно и светоа. И сакав се, нели секој дете има желба да проба да шета ваму таму и сега кога дојде наеднаш многу пари и почнав да правиш глупости, така да и отидов по тој пат што опишам во книгата. Според мене, ај веќе да запрашам и тебе тука, сметам дека повеќе свесните луѓе, дека оние почувствителните, поемотивните се посклони кон анксиозност. Па на некој начин би рекол, да. Може они... би се сложил? Па мислам дека да, пошто тие емоции не можеме да се избориме самите и мораме да посегнеме по алкохол, дрога, да ги замаскираме и да ни помогнат на некој начин, а уствари знаеме дека на долг рок не одмага тоа уствари. Да. Дека ние сме си најдобрите пријатели кога сме свесни, трезни и кога знаеме што правиме во моментот. Да. Ти се изборуваш, успеваш да се избориш со анксиозноста и со тие пороци. Што те водеше низ целата таа борба и тука ќе те запрашам кој беше твој ветер во грб, како реагираше семејството на сето она кое што ти го помина, бидејќи знаеме дека имам доста млади луѓе кои се соочуваат со овие состојби, со овие пороци, и колку е важна поддршката од семејството да те разбере дека всушност се случува анксиозност, дека тоа е состојба, дека тоа треба да се лекува, да се работи на себе. Па ја би рекол тие југословенските генерации, да речеме моите родители, претпоставувам, нели таа генерација 50-60, они од тоа време не знам дали имале, немале вакви работи, може било подруго време. Па може би имале, ама не знаеле, не знам. Па не знам како државата се грижела за нив, нели, клати врата се ми плата и може би они немале толку, ама било срамно да се збори за тоа јавно. И сега бе првиот што веќе кажа дека има проблеми со тоа. Наистина беше малку чудно, би рекол дека ми помогна одделот за да се ублажи тоа, меѓутоа вистинската помош ми дојде од самиот себе си, пошто ја бев тој што мора да го решам, тоа е нормално, посетив и психолог бев, читав многу книги на таа тема, гледав многу YouTube видеа, ама мислам дека самото време што посветив на личен развој ми помогна да го изгорам тој период и да. Кој е првиот чекор во справувањето со состојбата на анксиозност? Што прво се превзема? Што прво се превзема? Тоа е многу упрежно прашање, ама ја би рекол дека прво е да застанеш. Да си признаеш можеби дека си Да признаеш дека си, да застанеш, да кажеш дека имаш проблем. Не само тоа, туку да видиш, како што реков во книгата, книгата е опширна и да видиш од кај тие проблеми влечат корени. Така дека мене беше прекомерно користење на марихуана, на алкохол и мора прво да прекинам со тие. Сватив вика понатаму дека сум, како се вика, кофеин сензитив. Кофеин не можам да пијам и тоа го баталив. Значи, тоа е само чекори кои што те доведуваат до таа некоја точка на трезвеност, да речеме. Почнуваш после од токсичните пријатели што ги имаш, љубовните врски кои што те прават подоле од, ајде да не кажам, зборот, нели? И почнуваш у средината кај живееш, дали ти одговараат комшиите, дали ти одговара и храната што ја јадеш. Ако јадеш лоша храна, нормално ќе имаш лошо расположение, па потом да вежбам, исто вежбањето е еден вид допамин, тие работи те прави пострага, значи повеќе чекорица, но најпрво е да ти признаеш дека имаш проблем и после тоа точки да ги гледаш кои ти е проблемот и една по една можеш да ги бришеш. Така, да. Колку говорењето за анксиозноста, депресијата, паничните напади, зависностите во Македонија е се уште табу тема. Колку се табу тема? Па веќе се почна да се пуштаат младиве, гледам и на Инстаграм има веќе мемиња, видеа, некои рилс, такви работи, веќе се пуштаат, ама не знам колку тоа е добро кога прават хуморот се таа работа, ама мислам дека и хуморот за тоа помага да се ублажи ова. Ама најбитно, како што реков, да се признаат сами на себе, да потом додат на психолог, личен развој, што и да е, и да трне така патот, ама ќе ги чека голема борба и долгогодишна борба и никогаш не можеме целосно да се опуштиме, мораме секогаш да бидеме на штрек со тој непријател, пошто секогаш е тука. Така. Може би учиме да живееме со тоа и на некој начин, да, пошто тоа е дел од животот, нели како што спомнаме на почетокот дека животот има лоши работи се случуваат дали во политика, дали ваму таму, увек се случуваат лоши работи, не можеме да бидеме многу комфортни и затоа увек да си бидеш си гледаш, си бидеш буден така, да не ти бега ништо од фокус, да.
за себе и за околината. Точно. Ги спомнавме социјалните мрежи, активен си таму, постојано објавуваш на својот Инстаграм профил. Да. Колку сметаш дека социјалните мрежи денес влијаат да се допре, односно да се слушне гласот на оние кои таму се влијателни? Можеби еве ти говориш конкретно и за овие теми, отвараш други теми, те пратам таму. Можат ли рационално да се користат социјалните мрежи денес? Мислиш на добар начин да се користат? Да. Па да, јас се зачудив, пошто ја пример сум човек кој што, нели, како што реков, сум отворен и споделувам се и се што, поготово како изгледа книгата, потоа повеќе да се посветувам на тие теми и ме зачудам, многу почна да ми пишуваат. Некој ден дури интеракцијата? Тоа сакав и да те прашам. мене ми е многу чудно, искрено, пошто непознати луѓе ми се јавуваат по 2 сати правиме муавет на телефон. Тоа се мајки што имаат деца што се борат со ова. Тоа се луѓе кои што имаат проблеми со ова, па знаат некој пријател што има проблеми со ова, па го препорачуваат тој. И некако многу почна да се појавуваат луѓе кои што имаат проблеми, пошто ме гледаат како човек кој што може многу да научат од некој кој што поминал низ тоа, па и кажи како да поминеме и ние преку тоа, да. Колку тебе ти помогна во процесот јавното говорење за Мене сама ми е сосема, пошто јас сум, како се вика, режисер пред тоа, се занимавам со тоа и автор, јас сум многу отворена личност и така да мене тоа ми како што се вика добро утро. Да не ни гледам дали споделувам, што туку само лупам глупости, тоа е искрено од мене. Ти си тој, така? Јас сум тој, луѓе го читаат тој, викаат, ми даваат коментари и ова што го прочита е окей. Мене ми е сосема окей, да, јас сакам да сум опкружен во таа, како се вика, тој облак, нели, од социјал медија и да. Нешто да научи Кристијан најмногу онаа борба која што ја водеше, борба можеби со самиот себе и зашто си денес благодарен? Мислам дека ме научи да, нели, да бидам јак, ме научи дека имам поголеми капацитети во мене колку што знаев претходно, ме научи да се сакам себе си како човек, ме научи дека можам да се потпирам на себе си кога е најтешко и дека не треба многу да се потпирам на други луѓе за оваа работа, пошто само ние може да се разбереме целосно, онака без предрасуди. Ни психолог, ни овано не може да ти помогне толку многу колку што ти ќе се одлучиш дека сакаш да си помогнеш, а они само ти ја даваат алатката да ти да ја користиш за твое добро. Го спомена психологот, колку е важна посетата на психологот во целиот тој процес и дали можеби е важна редовната, постојана, континуирана посета на психолог. На оваа личност? Па мислам дека е окей, најпрво одиш таму и пошто психологот е да речеме за повеќе за овие работи, а личен тренер е повеќе за како да напредуваш во животот. Сега кај психологот добро е да се исчити тоа од тебе, како ментална хигиена правиш таму, правиш евалуација на сработеното, ретроспектива на твојот карактер правиш, кај си бил порано, што ти правил, така го пратиш како твојот живот, како таймлайн го ставаш. И кога гледаш таймлайн што те случило и она само ти ги вари мислите од твојата глава, ги, како се вика, ги ставува и ти ги враќа назад, така подмачкане што се вика, да. Така. Многу е важно да престане можеби тоа да биде табу тема и јас верувам дека луѓето денес повеќе се свесни, дека се освестуваат, дека треба да си посетат и психолог, дека треба јавно да си говорат за она што им се случува. Кажи ми за книгата, како одеше целиот тој процес на создавање, што ти кликна еве вака на пример за објавата можеби на ова парче душа, сепак ова е твое автобиографско дело, сметаше ли дека ќе биде читано, дека ќе допре до луѓето, дека ќе сакаат да ја купат? Па да, ја обично сум пола. Прво поаѓам од моје лично искуство, нели? А второ е дека сум комерцијален човек кој што гледам и тоа да има комерцијал апил, нели? Да го сака да го читаат, да. Мислам дека инспирацијата најпрво е што ги доживеа тој анксиозен напад во Амстердам што беше со мајка ми кога бев таму на одмор. Ми се случи тоа таа хаварија што се вика ваму таму. Поминаа 2-3 години кога што јас се лекував сам себе си и кога заврши тоа лекувањето, сватив дека имам материјал во мене. И дека може да се напише во книга. Кога да го зборам тоа луѓето нема да слушаат толку многу, кога што ќе може да го прочитаат. Од таму потна тоа и сите тие лекции што ги научи во животот, го стави во книгата, пошто ова ми е втора книга, имам уште една книга за уметност. И секој поглави од мојот живот кај што ќе сватам некои работи што мене ми помогнале, го ставам во книга да не може да си остане таму за некои идни генерации, така натаму. Така, каков е интересот за книгата? Имаше ли можеби официјална промоција со кого се соработуваше? Така, да, не сум баш многу тие промоции, пошто сум срамежлив човек. Така. И преку мојот профил го продадав.
продадов, мислам, многу, она ми пишува луѓе и ја направив на попуст да им биде да не молесам да не плаќај толку многу и си нарачуваат од мој профил, ми ја доставувам со посвета, многу е лично на тоа искуство, отколку само да купат од полиса некаде, да. Така. Во мојата најава стои дека си визуелен уметник, предприемач, иден советник за личен раст и раздвој и автор. Кажи ми каде се осеќаш, каде се чувствуваш најсвој? Како извинете? Најсвој. Најсвој. Мислам дека како што реков на почетокот сум биполарен малку и уметник, кога правам уметност, сум уметник. Кога сум лайф коуч, кога пишувам и сега правам исто и маркетинг, тие работи, кога работам само маркетинг, повеќе работи морам да правам, пошто не знам, имам ADHD и морам постојано да правам повеќе работи, пошто ми мене многу лесно ми досадуваат работиве, да. И луѓе општо, ако се дружам со нив, ако они не напредуваат со моето ниво, ми стануваат многу досадни многу брзо. Дали се работи на нешто ново, можеби? Што да очекуваме? Што е на твојата? Па можеби за една година, чекам да се собере само материјалот, ќе зборам за совршеноста на човекот, како да станеме од обични луѓе, да станеме подобри луѓе, нели? Мислам дека тоа ќе ми биде после оваа книга више сем добра и се осеќам дека можам уште подобар да бидам. Така да таа книга ќе биде како човекот, обичен човек, пошто луѓето негуваат многу лоши навики на храна, се запустуваат скроз ваму таму. Јас сакам да направам книга кај што ќе бидат како напредна раса, нешто на порано Атлантида што биле тие напредни луѓе со она, така да сакам мојата книга да биде водич како да станат напредни луѓе, ама у некој си наше секојдневие, у тој вајб. Чудно малку, ама ќе биде кул. Так. Да. Ти посакувам успешна приказна и со тоа дело. Што би им посакале на сите оние кои што ја водат оваа борба, на сите оние кои што се соочуваат можеби со анксиозноста, на сите оние кои што преќутуваат и се уште не се осмелуваат јавно да проговорат за ваквите состојби. Па ја вака викам, ако имаат некој помал проблем, може да ми пишат на мене, слободно да ми се јават ако сака, да се уште не почнато официјално со платена, нели, со платени услуги за лайф коуч, така да у меѓувреме ми е убаво да соберам некои искуства, пошто го немам ова правено претходно. Нека ми се јават, нека ми пишат, да. Так, да те сконтактираат исто така и доколку сакаат, нели, да се купате книга, со црната овца. Имаш живеено во Австралија, имаш посетено доста земји, сега си овде во Македонија. Планираш ли да останеш овде? Како ја доживуваш земја? Морам и тоа да те прашам. Што се следиш овде? Можеби лични тренери за личен раст и развој? Следиш некој од Македонија до овде? Па ја искрено од детството, мислам кога живеев таму во Австралија, пошто таму нема многу малски живот и нонстоп седеме дома. И дома почнавме многу филмови да гледаме, американски ваме таму, така да ја уште од мал сум американизиран, така да се што пратам и за личен развој што иде се од Америка. Така да можеме да кажеме слободно дека сум американизиран, македонец, нели? Живеем во Австралија, ама нема врска тоа со тоа. Македонија живеам некој период, осеќам дека уште малку ќе почне да ми врие тоа крвта за некоја нова авантура, па можеби во иднина ќе се насечам кон Америка, можеби. Планирам се нешто, опипам, гледам видеа за... Јас велам дека ни помине Америка, тука ќе сме, после ќе видиме. Да, сега сум моментално тука, пошто е затоа барам работи што можам да ги работам онлайн, да не можам да бидам врзан за едно место. Така да мислам дека следната дестинација ќе ми биде Америка, а сега сум тука и сакам сите што ќе дојдат во допир со мене, да ми ја покажам таа моја богата, како да речем, историја и да ја споделам со нив. Така, оваа книга ќе биде за мене и тука има една убава посвета. Велиш, Викторија, животот е една прекрасна авантура која не повикува да ја искусиме во незиниот полн сјај. Можеби тоа ќе биде и пораката која ќе упатиме кон нашите гледачи. Па така нешто, да. Се окружиле ова интервју. Кристијан, многу се радувам што си поправивме еден убав муабет. Ти си доста амбициозен, доста сестран. Јас верувам во тебе, верувам во твојот нов живот. Се радувам многу што и други инспирираш околу себе и ќе ти посакам да продолжиш по овој пат, затоа што мислам дека ова е вистинското. Супер, фала ти многу, Викторија. Мислам дека фала и на поканата за емисијата. Дечките се сите супер што работат тука и атмосферата е многу топла, се осетив многу добра, као дома да сум, така да не осетив дека сум во интервју. Многу ни е драго и многу ти благодариме за убавите зборови. Се гледаме на некоја наша средба. Фала, се гледаме.
Почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодарам што овие 20 на минути бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце и го проследивте ова инспиративно интервју. Разговараме со младото момче Кристијан Шемковски. Шемко, се надевам дека успеавме барем малку да допреме до вас. Книгата Црната овца можете да си ја порачате директно на Инстаграм профилот на Кристијан Шемковски. Се надевам дека ова парче душа негово ќе допре и до вас и ќе ве заинтересира да си ја снабдите. Овде ќе ве поздравам, ќе ви закажам наша наредна средба за 7 дена.